Владата се фати за најболната точка во Македонија – јавното здравство. Полека, но сигурно ќе се лекуваат рак раните кои со години се таложеле во здравствениот систем. Лекарската фела ја поздравува големата најавена инвестиција за реконструкција на ГОП 8 септември и реновирањето на Карил. Тоа ќе биде од голем бенефит како за пациентите, така и за здравствените работници, оценуваат докторите. Според председателката на Сдруженијето на приватни лекари, со вложување во здравството, Македонија ќе има поздрава нација и позадоволни бели мантили. Мора навистина да има болници кои што во секое време ќе има човек кој што ќе може да изоперира слепо црево итно, каде што ќе може да се однесе пациент ако има тромб да се направи отстранување на тоа и да се помогне на таа тешка ситуација. Така да ова е за поздравување, но навистина треба да се мисли дали овие празни болници ќе ги правиме ургентни центри јаки, старечки домови, значи како да се искористи она што веќе е инвестирано во изминатите години, а така стојат и зијат празни. Очекувањата на докторите се дека со проширувањето на капацитетите во хирушките оддели, но и набавка на нова современа апаратура во болницата 8 септември, пациентите нема да чекаат со месеци за термини за интервенција и диагностика. Па нас ни е битно да имаме како матични доктори каде да ги упатиме нашите пациенти, бидејќи тоа ни е приоритет, нивното здравје, мора да има услуга, мора да има брза помош која што ќе биде функционална, која што ќе може да биде на ниво на задачата и да се спасуваат што повеќе човечки животи. Градската болница 8 септември по повеќе од 80 години ќе биде реконструирана. Проектот ќе чини 12 милиони евра и е дел од големиот инвестициски циклус за реконструкција на здравствени установи, а парите се обезбедени од тав проект. Инаку, изминатите 7 години здравството тотално потона, а пациентите го плаќаат тоа со своето здравје и живот. Претходната власт не остави ниту еден белег за подобрување на оваа гранка. Наместо инвестиции, вработување и повисоки плати во јавното здравство, јавноста сведочеше на запалена модуларна болница, фекалии во болничките соби и изгубени животи поради лоши услови и немање кадар.